ова издание. Како пандемијата го промени односот меѓу САД и Кина и нивната борба за превласт на глобалната сцена. Интервју со поранешен представник на американската администрација. Што ќе биде приоритет за новата амбасадорка на САД во Обединетите нации Линда Томас Гринфилд. Програмата за вакцинирање во Британија дава резултати. Почнува олеснувањето на мерките. Останете со нас. Поздрав од Вашингтон, јас сум Елена Ѓоргиевска. Ова е Ньюсфлеш на гласот на Америка на македонски. Пандемијата на COVID-19 суштински го промени мислењето за Кина во САД, за новите односи меѓу двете држави, како и за нивната борба за лидерство на глобалната сцена, зборува Клајд Престовиц, експерт за Источна Азија во повеќе американски администрации. Колешката Јела Де Франчески од српската редакција на Гласот на Америка зборуваше со него. По распадот на Советскиот сојуз, светската и американската надворешна политичка елита беа апсолутно убедени дека Кина е одлучна брзо да ја укине државната економија, како и дека е подготвена за пазарна и економска соработка врз основа на западните критериуми, вели Престовиц. Идејата дека Кина би можела да се претвори во слободно општество преку вклучување во светските трговски текови потекнува од Америка, додава тој. Според него, таквите проценки биле погрешни уште од самиот почеток. Начинот на кој функционира кинеската економија не може да се поврзе со пазарните економии. Демократските економии функционираат благодарение на индивидуалната активност, предприемништвото и корпорациите, без државно мешање. Државното влијание кое Кина го применува е на директна штета на останатите членки на Светската трговска организација. Западните корпорации често ги премолчуваат кинеските методи кои се спротивни на слободната трговска помош, прифаќајќи ги бенефициите од кинеските инвестиции без да бидат свесни оти ќе платат висока цена за тоа кога ќе биде предоцна, вели Престовиц. Се почнува со пријателски разговор со кинески бирократ. Дојдете кај нас, имаме огромен пазар, ќе ви дадеме бесплатно градилиште. Нема потреба од грижа ниту за работна сила, бидејќи немаме синдикат. Трошоците за вода, струја, материјал и друго ќе бидат за 50% пониски во првите 10 години. Нема ниту данок. А ако планирате да вложите 10 милиарди долари, ќе ви помогнеме со уште дополнителни неколку милиарди. Меѓутоа, кинеските компании многу брзо откриваат дека имаат работа со систем во кој не функционираат закони, независни судови, ниту постои заштита од државен притисок, вели Престовиц. Се случува и кинеско официјално лице да ја посети западната компанија и да се обрати вака. Вашата влада се заканува дека ќе воведе царини што сметаме дека се непријателски за нас. Јавете и се на вашата влада и кажете и тоа да го стопира. Ако компанијата не го направи тоа, ќе се соочи со проблеми. Ќе снема струја, вода, ќе има инспекции и снабдувањето ќе се прекине. Тоа трае си додека не попушти на уцените, така што кинеската страна им овозможува профит на странците, само доколку играат според кинеските правила. Престовиц смета дека Кина победува. China's winning. Hands down. China's winning. Solar technology. Во соларната технологија, во технологијата за електрични возила и 5G мрежата, таа напредува побрзо од пазарните економии. На Кина сепак не е место во Светската трговска организација, вели Престовиц, кој кинеската економија ја опишува како комбинација од надворешни и државни интереси на еднопартиски диктатор. Тој предлага расформирање на Светската трговска организација и формирање нов глобален економски клуб, наменет единствено за слободниот свет. Меѓутоа, нема да биде едноставно американските трансатлантски партнери да ја прифатат таа идеја, особено по неодамнешниот договор за инвестирање меѓу Европската унија и Кина, вели нашиот соговорник. Во неодамна усвоената агенда на Европската унија со цел за цврстување на трансатлантската соработка се истакнува европската историска определба за нераскинлив сојуз со САД, која се темели на трајни заеднички демократски вредности, но се додава и дека двете страни не го гледаат на ист начин предизвикот со Кина. Желбата да се стекне богатство, благодарение на Кина, иако таа е авторитарен режим, ја прави иднината на стариот континент посигурна, смета Престовиц, заклучувајќи дека во прашање е вечната дилема меѓу принципи и стекнување корист.
А односите меѓу САД и Кина ќе бидат приоритети за новата американска амбасадорка во Обединетите нации Линда Томас Гринфилд. Таа рече дека нема да дозволи Кина да ја промовира незината авторитарна агенда. И покрај опозицијата од некои републикански сенатори кои го одложија гласањето, амбасадорката Линда Томас Гринфилд доби цврста двопартиска поддршка во Конгресот со над 20 републиканци кои им се приклучија на демократите за да ја потврдат за нова представничка на САД во Обединетите нации. On this vote, the yeas are 78, the nays are 20. The nomination is confirmed. За време на распитот, Томас Гринфилд се осврна на стравувањата на некои сенатори дека таа би можела да биде мека кон комунистичката влада на Кина. Знаеме дека Кина работи преку системот на Обединетите нации да промовира авторитарна агенда, која е против суштинските вредности на американските институции. Незиниот успех зависи од нашето постојано повлекување. Тоа нема да се случи под мој надзор. Портпаролот на Стейт Департментот Нед Прайс вели дека американските вредности, како и сојузниците и партнерствата на САД се извор на сила во глобалната борба против Кина. Кога на Кина се спротивставуваме сами, како што сме правеле во минатото, резултатите се помали во споредба со тоа што би можеле да го постигнеме со глобална акција. За време на незината 35 годишна кариера во Стейт Департментот, Томас Гринфилд работела и во демократски и во републикански администрации. Како експертка за Африка, таа беше амбасадорка на САД во Либерија, а беше ангажирана и во Кенија, Гамбија и во Нигерија. Британците ќе може да се среќаваат со по едно лице надвор од нивниот дом, како дел од најавеното олеснување на рестриктивните мерки од страна на премиерот Борис Џонсон. Британија поминува низ еден од најстрогите карантини во светот. Владините научници велат дека мерките функционираат, оти бројот на заразени и смртни случаи во опаѓање. Премиерот Борис Џонсон рече дека доаѓа време за отварање. 2 weeks from today, Студентите и учениците од сите училишта и образовни институции можат безбедно да се вратат на предавања. Од 8 март и сите граѓани ќе можат на отворено да се среќаваат со по едно лице надвор од нивниот дом. Џонсон најави план за постепено отварање на економијата и општеството во наредните месеци, што ќе зависи, како што рече, од податоци, а не од датуми. Несуштинските услуги и продавници ќе останат затворени најмалку до април. Се надавам и верувам дека се подготвуваме за конечна слобода. Жителите на Лондон ја поздравија најавата. Им верувам овој пат. Мислам дека има лекции кои се научени од минатото. Би било одлично да се излезе што е можно побрзо, но сега се потребни внимателни чекори. Додека рестриктивните мерки го намалуваат бројот на заразени, научниците велат дека има и првични докази од владината програма за вакцинирање почнала да дава резултати. Иницијалните резултати укажуваат дека вакцините и на Pfizer и на AstraZeneca се високо ефективни во спречување на хоспитализација на пациенти со COVID-19. Научниците ги опишаа резултатите како спектакуларни. Да се постигне преку 80% заштита од тешка форма на болеста е многу импресивно. Најголем имунитет што може да се добие од вакцината против сезонски грип е 60%. Вакцината на AstraZeneca е клучна во програмата на Британија за вакцинација. Но некои европски држави се сомневаат во незината ефикасност, меѓу кои Франција, Германија и Јужна Кореја, кои не ја препорачуваат оваа вакцина за лица на 65 години. Мислам дека сега нема причина други држави во Европа и пошироко да бидат загрижени за ефективноста на вакцината на AstraZeneca Оксфорд кај постарите лица. Сепак, првичните податоци укажуваат дека вакцината на AstraZeneca можеби нема да биде доволно ефикасна против јужноафриканскиот сој на коронавирусот при спречување благи до умерени симптоми, но оти сепак би можела да спречи тешка форма на болест. Од мене толку. Со нови информации се гледаме утре повторно. Пријатно.